Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, влегуваме во отворена дебата за едно од прашањата кое што ја брануваше македонската јавност од моментот кога се дозна дека Никола Груевски нема да ја прави владата. Тогаш излегува на површина сите вистински лица на политичарите во Македонија. Меѓутоа и на политикантите. Ова прашање е прашање во кое што можете да примените политикански мерки и говори и политички. Ние што се занимаваме со политика, по дефиниција, би требало да бидеме луѓе кои што сме должни заради дадената доверба од страна на граѓаните да имаме визија каде и како треба да ја носиме нашата држава во иднина. Политикантите ќаруваат дневни поени. И тоа можевме да го видиме во изминатиот период. Се направи бабарога од нешто што веќе никој не го споменува, тиранска платформа. Сега се прави бабарога од закон за употреба на јазици. Утре ќе се најде некоја нова тема со која што ќе ги плашиме граѓаните од апокалиптични сценарија на упропастување и пропаѓање на нашата држава, со цел да се ќари дневен политички поен. Ништо повеќе од тоа. Одговорните луѓе во политиката, политичарите, а не политикантите, треба да имаат концепт и визија за тоа каде треба да оди Република Македонија. Тоа треба да ни е звезда водилка на секој од нас кои што чувствуваме минимум одговорност за своите деца и за своите внуци. Не за нас. Затоа што добар дел од нас биолошкиот живот сме го поминале. И тука доаѓаме до судирот на концепти. Тука доаѓаме до судир на имање визија, долгорочна или, условно кажано, дневна визија. Визијата долгорочна ја браните со концепт, со суштина, со развој. Визијата краткорочна, дневна, ја браните со лаги. Низ овие дебати кои што се одвиваа во собраниските комисии, меѓутоа и во време на конститутивната седница, кога имавме неброени реплики, контрареплики сами помеѓу себе, се изнаслушавме лаги. Во дебатата ставаш како прва теза лага и потоа на лагата ги концепираш сите понатамошни реченици со цел да тоа што го зборуваш добие логична целина. Против уставен бил законот. Правно дилетантство. Непознавање на правото во суштината. Не може закон како текст да биде против уставен. Може делови од законот во форма на членови или дел од член да бидат спротивни на уставот. Секој од нас, секој од вас, било да е граѓанин, пратеник, министер, обичен, најобичен човек, кој што смета дека определени законски решенија содржани во законскиот текст за кој што расправаме се спротивни на уставот, може да покрене постапка пред Уставниот суд за оценување на уставноста и тоа е нешто на кое што сите ќе мора да се покориме без оглед на тоа дали тоа во моментот нам ни одговара или не.
Затоа, ама убаво звучи политикански, противуставен е законот, го напаѓаме уставот. Уставот кој што е столб на една држава. И ги плашиме луѓето. Ги внесуваме, со влегуваме во лага и ја развивате целата теза. Ако ви е темелот лажен, тезата ви е лажна. Тезата ви е лажна, не постои како категорија. Затоа, без емоции, треба да влеземе во концепт. Ние тоа го промовиравме и во предизборната кампања како концепт на создаваме едно општество на еднакви граѓани. Нашиот устав предвидува на заедницата која што е повеќе од 20%, а не е македонска, тоа се албанците, право на службена употреба на нивниот јазик. Овде како го разработуваме тоа право отворено, патем кажам, затоа што се злоупотребува. Овој закон првично добива виделина во 2008 година од сегашните најголеми напаѓачи на концептот. Во 2011 година се носи пред формирање на владата на Република Македонија. Ова е само за уцените го кажувам. Мора да имаме еден таков осврт. Уценети дека нема да ви биде гласа на владата, ја го носите законот, без притоа во фаза кога нема влада, а е одржана конститутивна седница. Овде, шверцерски, во скратена поставка, без присуство на јавност, без дебати, без ману, без институт за македонски јазик, без универзитети, без никого, сами, соочени со својата потреба да ја формирате владата, очајната потреба да ја формирате владата. Затоа да внимаваме кога класифицираме или квалификуваме определени зборови или определени действија. Јазик не е појава што може да уништи држава. Особено не унитарна, како што е Република Македонија. Затоа што овде се изнаслушавме и за федерализација и за конфедерализација во изминатиот период. Република Македонија има иднина. Република Македонија има стабилност. Ако и само ако ги решиме внатрешните проблеми, мора да изградиме концепт на кохезија во кој што ќе се сплотат сите граѓани на нашата држава. Нерешавањето на тие проблеми и немање концепт кој што ќе донесе соединување на граѓаните без оглед на етничката припадност е вистинската опасност за губење на државата. Стабилноста на меѓуетничките односи, стабилноста на општествените, социолошките, економските односи е нашата цврстина. Се друго е политиканство. Ефтина дневна политичка приказна за чарување на локални избори. И ги плашиме луѓето од Централна и Источна Македонија дека ќе им биде воведена двојазичност. Не е точно. Лажна е таа теза. Лажна е таа теза. Никој никого нема да примора да зборува на јазик кој што не е неговиот мајчин. Со овој закон. Никој никого нема да казни затоа што освен мајчиниот јазик не познава друг. Албанскиот во конкретниот случај во Виница, Берово, Пекчево, Делчево, Струмица, Прилеп, Битола, било каде. Никој нема да биде должен. И играме со најсензитивната работа националните чувства. Дел од најдлабоката интима на било кој. Добро треба да се размислиме каде сакаме да ја оведеме државата. Не е правна дебатата за да зборуваме, господине Димовски, бидејќи ве слушав, се извинувам што ве прозивам,
Комерцијална работа е дали, да довршам реченицата, комерцијална работа е дали упатството за користење на леков ќе користи повеќе јазично, ќе биде повеќе јазично. Не можеме суштината во обштењето со органите на државата, да го сведете на толку ефтина, лесна, политиканска причина. Република Македонија има иднина само ако останеме заедно сите сплотени со решени меѓусебни проблеми.